Еве назад во живо од студиото со Јана Јосиповска и нашата гостинка за денеска Аријана Коскарова. Добре дојде. Ви благодарам, прв пат во вашето студио. Супер се чувствувам. Драго ни е. Драго ни, да. Коскарова иначе кооснивач на Creative Hub Академија се нарекува така? Па тренинг хаб, има академии, повеќе различни курсеви, така што е како тренинг хаб. Да, оно што е интересно за тебе е тоа што неодамна беше вклучена во листата на Forbes на најуспешните под 30 години во Европа, па еве може со тоа да започнеме. Како се стигнува до таа листа? Па сите истото прашање ме прашуваат. Да, значи бевме вклучени јас и брат ми Бојан, он е коосновач на Creative Hub всушност. И Creative Hub се најде на листата оваа година во делот на Social Entrepreneurs, поради тоа што преку нашиот концепт на иновативно образование го подобруваме всушност формалното, односно недостатоците на формалното образование, бидејќи кај нас, нели како што спомна, има академии, курсеви, меѓутоа од вештини кои што се актуелни денес, значи она што денеска им треба на луѓето, а не се работи баш по теоретски книги од, не знам, 95-та година. Така што се она што, да речам, формалното образование малце го има како недостаток, може да го стекнат луѓето преку нашите академии или курсеви, дали е маркетинг, дали е човечки ресурси, графички, веб дизајн, програмирање, програми на Microsoft, значи се она што се всушност вештини и компетенции на денешницата или новото време. И за да се стигне на таа листа, за да стои нечие име, што е поважно? Знаењето кое се стекнува во животот или дипломата? Па, секогаш знаењето, нели? Дипломата е само еден лист хартија. Така, може ти да си испечатиш дипломата. Ама за некој е многу значајно. Па добро, мислам дека кај нас малце тоа е еден како општеството уште го мисли тоа, диплома, да имаш диплома, да завршиш, нели сето тоа, што јас тоа не го спорувам. Мислам, моите двајца родители се, мајка ми е професор, татко ми е па декан на факултет, значи доаѓам од семејство на универзитетски професори. Меѓутоа, дефинитивно сметам дека она што ти го знаеш како вештини и компетенции, дека многу повеќе има вредност него ли диплома, бидејќи ако одиш на интервју и сега може би аплицираат уште 30 луѓе, сигурно и уште, да речеме, 25 од тие имаат завршено или дипломирано. Меѓутоа, ако излезе реален проблем, добро, ајде, реши го тука, ти нема да кажеш, еве, мојата диплома нека го реши за мене, туку се вештините и компетенциите ти што ги поседуваш. Како почна всушност приказната на Аријана за овој свет корпоративен? Студираше во странство, но најверојатно во еден одреден момент реши сето тоа малку да го тргнеш понастрана и цело твое знаење и способност да инвестираш на некој начин тука во Македонија. Па добро, ова е интересна приказна. Точно, јас си живеев долго време и работев во, мислам, имав можност во Шангај, во Мајами, во Монако. Во Монако бев на постдипломски. И после тоа искрено работевме на апликација која што ја продававме на самит во Хонг Конг и сега со парите решивме да инвестираме во Македонија. Не, шала на страна, мислам, тоа е вистина, меѓутоа сакав да се предизвикам како предприемач и мислам дека оваа земја барем ефтино е да се предизвикаш да регистрираш фирма. Меѓутоа генерално тешко е да се стигне, не помислав дека ќе се стигне до Forbes. Меѓутоа мислам дека целиот наш концепт со кој што почнавме тука, кој што го развивме и она што го правиме, бидејќи навистина сме многу поразлични од само дојди на курс, мислам правиме настани. Да, што е различноста? Што вас ве карактеризира? Види, ние работиме по еден 5P пристап, тоа е малце спој на моето искуство во странство, меѓутоа и на моето образование во Монако. Односно имаме прво програми кои што се актуелни на пазарот денес. Потоа имаме предавачи од познати фирми. У маркетинг имаме од најголемите маркетинг агенции, што се и светски корпорации. Истото и за другите. Имаме во текот на самите академии, имаме настани кои што ги организираме. Сега го носевме фотографот на Vogue, што реално
другите ја не знам кој друг го прави, меѓутоа сакам да кажам носиме плюси и еминентни луѓе од странство кои што се бесплатни за учесниците на академиите. Меѓутоа сакаме да даеме на додадена вредност. Нашите дипломи се признати, иако ние сме неформално образование, меѓутоа сепак од едниот Miami Ed School, тоа е една светска најголемата школа за дизајн во светот, каде што не можеш да се запишеш туку така, меѓутоа оние признаваат нашата диплома и со нашата диплома можеш да се запишеш на мастер или на постдипломски студии. И плюс имаме платена пракса за секој учесник. Значи, тој концепт беше доста интересен и на Forbes им стана интересен, бидејќи да, имам да речеме едукативни центри кои што онлайн држат програми како Udemy, меѓутоа е само курс. Има центри кои што нудат само тренинг програми, меѓутоа ние имаме и настани, и пракса, и визитинг предавачи од странство, и еминентни луѓе тука што се денес. Веројатно проценивте дека во овој одреден момент, односно да речеме пред година дена, кога е точно формирана? Август 2017. Добро, е правилниот момент и дека сега е потребно такво нешто на земја, односно за сите тие заинтересирани што сакаат да се бават. Да, па дефинитивно мислам ние за еве година и пол отвараме нов простор, така што тоа е доволен показател дека има интерес за правилниот чек. Да. И мислам дека и младите се повеќе се насочуваат кон, знаеш, секој знае некако порано, ајде да заврши факултет, вработи се и наредните 20 години работи го тоа. Сега секој сака плюс уште нешто да знае, плюс уште нека вештина, така, да. Неодамна во Скопје беше организиран еден настан наречен DG Girls, кој што се организира на ниво на цел свет, дел од Youth Spark програмата на Microsoft со цел да се стимулираат, мотивираат девојките да се приграбат до оваа IT индустрија. Да. Генерално во овој свет колку жени имаат? Колку жени се вклучени во IT индустријата? Има ли недостаток или Па, еве јас, да, нели како што го спомна, јас ја носам нивната, нели логото на нивната мајчка. Мислам дека DG Girls е една одлична иницијатива на Microsoft која што спроведуваат во светот за да поттикнат нели жените да се вклучат во тие STEM професии. Па јас не би рекла дека жените не сакаат да се вклучат, меѓутоа мислам дека едноставно самата професија, да речам конкретно на кодирање, не е за секој. Меѓутоа, мислам дека со оваа иницијатива се повеќе луѓе се мотивираат да им се доближи на тоа дека може да стекнат вештини и компетенции и да бидат успешни, да речам, во таа професија, во тие IT професии. Бидејќи сега кога зборуваме за Microsoft не е само кодирање, нели една поголема алатка на сите тие STEM професии, меѓутоа, да речам, програмирањето е еден значаен сегмент од тоа. Меѓутоа технологијата е актуелна во секоја професија. Аријана, зошто беше потребно можеби да се направите некоја таква дистинкција конкретно за жени или девојки за да постигнат успех и примарно да се вклучат во оваа IT сфера? Па имаше едно интересно видео кое што и на настанот, сега DG Girls, го гледавме на почеток. Девојчиња на возраст од 6 години ги прашуваат дали знаеш некој познат научник. И не знам, сте викаат Томас Едисон, различни Алберт Ајнштајн и после ги прашуваат дали знаеш некоја жена научник. И девојчињата никој немаше одговор на тоа прашање. И на крај видеото завршува каде што они нели кажуваат и ова измислено од жена, ова измислено. Мислам дека оваа иницијатива е токму за тоа, за да се едуцираат, не само да се мотивираат и да се едуцираат девојките дека всушност има жени научници за кои што можеби не се толку популарни, не сме слушнале, меѓутоа еве можеби ти ќе бидеш следниот. Може за тебе ќе слушнеме за да, точно. За твојот принос во технологијата. Дали технологијата е голема област, може да бидат научници, може да бидат програмери, може да инкорпорираат на било каков начин, меѓутоа сакаат да дадат една, да речеме, на мотивација дека всушност треба да знаете, има и жени во оваа индустрија, дека не е машка професија. И каков е фидбекот од младите? Па имаше околу 100 присутни, мислам дека од голем број на средни школи, од Георги, од Корчагин, од Орца, од
карав, ако не се лажам, од сите средни школи. Мене навистина ми беше драго, значи јас бев гостин како спикер на настанот заедно со уште други 5 жени, исто така која работи како chief IT officer, која има нејзина фирма за програмирање, која работи како научник во НАСА, значи едноставно беше еден да речам убав спој на луѓе кои што се некако вклучени во таа индустрија, реално без, значи ниедна друга професија не може денес без дигиталната трансформација, така што мислам дека и тоа беше она што требаше како порака да се испрати. Навистина многу им се допадна на крајот на настанот, имаше едно представување на еден робот на македонски јазик, кој што кога ќе го допреш и може да препознае како се чувствуваш, па не знам, може да те научи математика, имаш доста интересни работи, секако, сето тоа е благодарение на технологијата, па може би некои од тие девојки во иднина би можеле истото да го прават. Не, ама да, тоа ме интересира. Дали бидејќи пристапувате кон луѓе од средно школа кои што малтене не знаат како се, што е тоа STEM професија, знаат што е компјутер секако. Меѓутоа, дали имало фидбек после тоа, прашања, па да се интересираат? Па да, имаше. Значи, генерално сите сакаат да се запишат, меѓутоа мислам дека па добро, сега тука има и самата тенденција, деканот на факултетот доста убаво објасни на Финки дека во минатите години бројот на жени кои што дипломираат во сооднос со мажи е многу помал, меѓутоа сега се искачува дури до 40%, така што и самиот сооднос се намалува, а жените во однос на магистерски студии па многу повеќе магистрираат за разлика од мажите на истиот факултет. Интересна информација. Така што мислам дека тоа им беше интересно да го слушнат. Сепак види, која е професија да ја започнеш, ништо не е лесно. Значи се бара труд и вложување, така што мислам дека они го разбра тоа, сега дали се инспирира, дали ќе продолжат во иднина, јас се надевам. Така што меѓутоа мислам дека бројката што 100 луѓе да дојдат, дека е сепак значајна бројка, бидејќи да, од негде треба да се почне. Да. Имаме гледач на линија, со претпоставувам прашање или некаков коментар. Добар ден, повелата. Добар ден. Да, поздрав до гостинката. Имам едно прашање, значи како може да се информираме за овие програми, дали има ограничување на возраст, значи каде може едноставно да се видат програмите и да се запише некој ако сака. Добро, ви благодариме за вашето јавување. Вака сега се не разбра дали она праша за Creative Hub програмите или за STEM, бидејќи STEM е иницијатива, не е програма. Да, може. Јас разбрав за Creative Hub. Да, за Creative Hub. Добро, па може на нашата страна creativehub.mk или на Facebook само Creative Hub да напишат и имате Facebook, ваша Facebook страница. Да. Може тука се содржани сите они информации кои што ги интересираат. Да, или на 071 214 849. Да, добро. Ајде пред крај уште малку за Creative Hub. Исто она што го споменавме. Ако еве следејќи ги, да речеме PR односите, маркетингот на нашите компании кои што се на нашиот пазар, фали ли нешто дополнително за во однос на рекламирањето, реториката, се она што го презентираат, без разлика за компанија од било која сфера да станува збор, можеби некоја по-креативност, по-иновативност, она со што Creative Hub нели примарно Види, јас мислам дека првенствено фали едукација малце кај бизнес секторот. Знаеш, зошто ти треба PR? Зошто ти треба дигитални медиуми? Зошто треба медиски закуп? Значи, тоа е она што ние го учиме кај нас. Бидејќи вие најдобро се познавате вашата професија, меѓутоа за да му објасни на некој зошто е добро да се рекламира на вашата емисија, треба да има едно познавање малце поголемо од што е тоа PR, односи со јавност, маркетинг план, нели не е само пушти пост на Facebook и ајде колку луѓе лајк ќе ми кликнат. Така што мислам дека генерално во бизнес секторот фали една таква едукација, меѓутоа кај нас па ева можам да кажам дека има тенденција да се зголемуваат луѓе да праќаат од фирми за да доаѓаат на овие, да речем, или академија за маркетинг, PR или дигитален маркетинг или PR, за да може конкретно да развијат вештини за да разберат зошто е добро и понатаму да го инкорпорираат. Бидејќи мислам дека она што навистина фали е едукација, конкретно за сите овие работи, зошто ти се потребни. Тачно. Маријана, во овој свет сите сме свесни дека технологијата е таа која што полека влегува во постмодерната.
Тоа е еден солиден начин и на заработка. Се е измислено веќе или има простор за нови апликации, за нови работи? Како се доаѓа до таа креативна идеја да се создаде нешто од кое што луѓето може да прават пари? Па види, сега Штита знае дека првото прашање е, нели, каков проблем си решил кога сакаш некоја иновација, некој стартап да направиш, Штита првото прашање е каков проблем решава твојот стартап. Јас вака мислам, па можеби ако е се измислено во Сан Франциско, уште не е дошло во Македонија. Значи има тука пазар. Дозволува некои идеи да се прилагодуваат. Така, апсолутно, и мислам дека има доста можност тука за поради тоа што сме, нели, да речам, нов пазар, јас се надам, нели, со ЕУ и сето тоа ќе бидеме уште поотворени за соработки. Така што има доста потенцијал и доста работи што пак ја кажам, ако Америка го измисли, ние, нели, допрва ни доаѓа. Јана, моите прашања завршија, не знам. Така, мислам дека доволно концизно и јасно Аријана ни го објасни целиот овој концепт. Слушнавте, почитувани, и на Facebook страницата, секако и на нивниот сајт Creative Hub, за се подетално што ве интересира во однос на аплицирањето и академијата, може да се информирате. Нам ни останува да ти се заблагодариме за одвоеното време и твоето гостување и секако да ви посакаме што поуспешен бизнис и понатака. И да бидете секако капчето од каде што ќе се родат нови идеи кај други луѓе кои што ќе им помогнете да се остварат идејата и да заработат. Така е. Ние, почитувани, ќе направиме тука кратка пауза, па повторно се враќаме назад во студиото, разговор со Дејан Андоновиќ и анализа на светските и регионалните случувања.